Беше тоа на 16 ноември 1912 година, кога почна Битолската битка во Првата Балканска војна, во која добро утврдената турска вардарска армија на Зеки Паша се повлече по поразот од Кумановската битка. По тридневни битки беше поразена од српската прва армија на Александар Караџорџевиќ, со што Јужна Србија, денешна Македонија, и Стара Србија, Косово и Метохија, конечно беа ослободени од турците. На 16 ноември 1920 година во Тетово е роден Тодор Циповски Мерџан. Во 1940 година бил примен за член на СКОј. На 19 март 1943 година во неговата куќа е одржана првата седница на Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија. Во август 1944 година Циповски е делегат на првото заседание на АСНО. Загинал херојски на 19 септември 1944 година при нападот на балистите на селото Беличица, Мавровско. За народен херој на Југославија бил прогласен на 11 октомври 1951 година. Беше тоа на 16 ноември 1923 година, кога во селото Никифорово, Гостиварско, е роден Чеде Филиповски Даме, народен херој на Македонија. Во Народно-ослободителната војна учествуваше од 1941 година. За кусо време станува член на местниот комитет за Гостивар, а во 1942 година беше поставен за секретар на околискиот комитет на Комунистичката партија на Македонија за Гостивар. Првата војна функција му е заменик политички комисар во Мавровско-Гостиварскиот регион. Во 1943 година беше поставен за командант на батальон и заменик командант на бригада, а во 1944 година беше поставен за заменик командант и командант на 48-та македонска дивизија. По ослободувањето во мај 1945 година беше испратен во Белград, каде со голем успех ја завршува Висшата воена академија. Почина на 26 јуни 1945 година, веднаш по сообраќајната несреќа што му се случи кај Радовиш, возејќи мотор од Штип кон Струмица. На 1 август 1949 година посткумно беше прогласен за народен херој на Југославија. Носител беше на партизанска споменица 1941 и партизанска звезда и на други одликувања. На 16 ноември 1962 година Скопје, Охрид, Струга, Тито Велес, Ресен, Кичево, Битола, Новаци, Прилеп, Тетово, Крушево, Богомила и голем број села и населби во Западна Македонија биле погодени од водената стихија, што била резултат на воредно силни дождови на шарпанинскиот слив од Бистра и од другите планини што гравитираат кон треска. Во Скопје се урнати 1050 куќи, 157 згради биле под вода, 4445 граѓани без покрив. Во Петровечкото поплавени биле 4000 хектари плодна земја. Водената стихија урнала 3 моста во Скопје и 3 во Ѓорче Петров. Во Охрид биле урнати од поплавата 36 куќи, оштетени 57, а во 56 куќи не можело да се влезе. Од Неготино до Демир Капија Вардар бил широк 400 метри во просек. Кај Гевгелија езеро широко 8 километри. Во Гевгелиско урнати 5 мостови. На 2 километри до Гевгелија возовите пловат 200 метри низ вода. Во Тетовско поплавени 3000 хектари и однесени 8 мостови. Беше тоа на 16 ноември 1995 година, кога почина македонската актерска легенда Петре Прличко. Ликовите на незаборавниот Мандана, Фезлие, Стрикотале, Диме Грлатиот, Дедо Дојчин, Арсо, Јеротије Пантич на платното и театарските штици ги овековочи македонскиот актер Петре Прличко. Со право титулата за најголемиот меѓу актерите во историјата на македонската театарска и филмска уметност му е наменета на Петре Прличко. Во својата кариера Петре Прличко има одиграно 8000 представи, 32 филма, 6 драмски текста, 11 драматизации. Роден е во Велес на 13 март 1907 година.
Беше тоа на 16 ноември 2001 година, кога Собранието на Република Македонија ги прогласи 15 амандмани за промена на Уставот на Република Македонија, иницирани од Рамковниот Охридски договор. На 16 ноември 2001 година македонскиот председател Борис Трајковски го потпиша писмото со кое формално се потврдува амнестијата за поранешните членови на така наречената ОНА, кои доброволно го предале оружјето. На 16 ноември 2020 година почина Иван Бекјарев. Родителите на Бекјарев потекнуваат од Македонија. Татко му Георги пред Втората светска војна дошол во Белград, а мајка му Радмила со потекло од Гевгелија во Белград дошла 1945 година. По завршетокот на основното училиште се запишал во 6-та Белградска гимназија, а потоа и на факултетот на драмски уметности.